Почитувани гледачи, добар ден. То вторник, време е за нова епизода од емисијата Медицинско катче. Утрово, летна тема. Алергии на сонце. Од што се појавуваат, како се лекуваат, дали може за прв пат да се појават и во повозрасната популација, колку заболуваат деца, како се лекуваат, дали антихистаминиците делуваат. На овие, меѓутоа и на дел од многу други прашања, одговор денес побаравме од доктор Весна Бришковска-Бошковски, професор и лекар во приватната болница Аџибадем Систина. Докторка, добар ден. Благодарам на поканата. Најавив која ќе биде денешната тема, значи тоа се алергии на сонце. Летото е на сам почеток, веќе се почнати летните одмори. Ајде најпрво да објасниме естетски како изгледа алергија на сонце и постои ли разлика при појавување кај возрасни и кај деца? Најпрво да објасниме дека сонцето не е класичен алерген, како кај пример алергиите на храна. Има пациенти што се алергични на кикирики или поленска алергија, пример, овде дека сонцето не е класичен алерген. Овде одговорни се така наречени ултравиолетови зраци или ултравиолетовото зрачење како дел од спектарот на сончевата светлина, кој што практично, која ќе падне на површината на кожата, врши одредени промени во клетките на кожата. Токму таквите промени понатаму иницираат имунолошката одбрана на кожата да манифестира еден вид на исип, кој што народно го кажуваме дека е алергија на сонце. Како изгледаат тие бубулички, народски кажано? Тоа е црвенило некое, флеки? Така, значи обично како синоним за алергија на сонце во медицината тоа се нарекува полиморфна светлосна ерупција. Полиморфна зборот значи дека тоа може буквално да изгледа најразлично, да има најразлична презентација. Тоа што е во основа исто е дека промените се јавуваат на така наречени фотоекспонирани делови на тело, значи тие делови на тело кои што не се изложени на сонце, најчесто на деколтето, лицето е најчесто поштедено, рацете се засегнати, обично под лактиците, нозете откриените делови обично под колениците. Па промените варираат буквално од лесно црвенило со појава на чешање, јадеж, некогаш печење, жарење. Меѓутоа може да се појави класичен исип со црвенило, со црвени брунки, понекогаш дури може да бидат и буквално плускавци, меурчиња исполнети со вода, може да има дури копривњача, уртики, а некој пат е засегната кај оние потешки случаеви дури и општата состојба. Значи човекот да се осеќа дека е малаксан, да има треска, да има покачена телесна температура, значи најразлична клиничка презентација. Меѓутоа, има и алергии на сонце кои се појавуваат под дејство на така наречени фотосензибилизатори. Односно, тоа се одредени хемиски состојки кои што можеме пациентот да ги внесува преку уста во вид на апче, меѓутоа може и локално да ги нанесува во вид на крема, лосион или парфем, пример. Така да овде сонцето делува како посредник. Фотосензибилизаторот е тој што ја зголемува осетливоста на кожата и кога таа кожа ќе се изложи на сонце, може повторно да се јави алергија, која што нарекуваме фототоксична или фотоалергиска реакција. Најчести такви лекови, пример, се антибиотици. Има лекови кои што ги даваме во дерматологијата за третман на акни, кои што исто делуваат како фотосензибилизатори. Може да бидат тапчиња за притисок, диуретици, може да бидат и аналгетици, тие нестероидни антиинфламаторни. Меѓутоа може да рековме да бидат и локални препарати. Значи може да биде некој крем, лосион со некакви есенцијални масла. Чисто пати доаѓаат пациенти кои што пример аплицирале парфем со такви состојки и обично доаѓаат со исип, а потоа и со флекички пигментации кои што обично стануваат баш на местото каде што најчесто аплицираме парфем, значи на вратот, на рацете, понатаму чисто пати на плажа се случува цитрусното овошје. Нели, луѓето пијат коктели, сокови и така натаму, доколку посебно портокал, лимета, лимон, доколку да речеме се падне на нашата кожа, во комбинација со сонцето може да делува како фотосензибилизатор. На самиот почеток ве прашав дали постојат разлики меѓу алергиите кај деца и кај возрасни. Зборувам за симптомите кои што ги имаат и едните и другите. И како ги препознаваме, бидејќи дечињата сепак доколку се во помала возраст не може да кажат што им се случува. Во основа постојат одредени разлики. Децата по правило до
во текот на првата година најчесто не смеат да се изложуваат на сонце. Да, нели постојат одредени соодветни препарати за заштита, но барем до 6-месечна возраст не дозволуваме користење на одредени препарати кај најмалите. Така. Во секој случај препораките се дека децата не треба да се изложуваат, треба да бидат под дебела сенка, да носат заштитна облека. Во основа ако се појават симптомите, секако дека се слични. Најчесто рековме дека се појавува чешање, односно јадеж и најчесто брунки на фотоекспонираните делови. Кај малите деца овие симптоми може да бидат поизразени со засегнување на таа општа состојба. Односно да имаат дури треска, да бидат со покачена телесна температура, да се малаксани и слично. Кај повозрастните рековме дека може да се појави таа алергија на сонце и покрај тоа што никогаш претходно ја немале. Кои се тука причините? Значи причината за тие алергии на сонце нели не е во никој случај прекумерното изложување. Тоа го викаме изгореница на сонце. Так. Знаеме кај изгореницата кожата е црвена, особено болна и отечена, овде има јадеж. Причината за појава на алергија е практично на нагло изложување на сонце. Дури при краткотрајно изложување, па дури кога УВ индексот е низок. Односно може да се случи дури и во пролет или во оние рани летни месеци кога имаме нагло изложување на сонце. Денеска сме сведоци последниве години дека нели имаме нагло преминување на сезоните, односно ние од долги ракави од канцеларија директно одиме на плажа. Токму тука е проблемот во тоа нагло изложување и секој пат кај оние пациенти кои што особено се жалат дека нели секоја година им се повторува тоа, мора да се потенцира како да се превенира. Значи да имаме постепено изложување, постепено да се зголемува време трењето на изложување на сонцето, односно на УВ радијацијата. Кога е време да се побара ваш совет, односно советот дерматовенеролог? Кога практично да ги поделиме што можат нели да направат и во превенција. И во превенција, да. Меѓутоа и што можат да направат сами на почетокот за да се издржат симптомите, бидејќи лично сум ја доживеала и знам колку е тешко јадежот кој што се појавува. Да. Значи убаво кажавте, имаме терапија. Јас обично викам SOS терапија. Што да правам кога ќе ми се случи тоа? И обично пациентите се јавуваат од плажа, праќаат слики, ми се случи што да правам. Секој пат е најдобро кога зависно нели од симптомите. Ако се полесни симптоми, лесен еритем, мал јадеж, обично препорачуваме само да се користат ладни облози, можеби разладувачки, хидратантни гелови на база на алоe вера. Меѓутоа, ако се поинтензивни симптомите, има интензивен јадеж со класичен исип, тогаш секако препорачуваме локални кортикостероидни креми или гелови, кои што ќе ја смират таа инфламација, обично за ден-два ја смируваат и пациентот може комфорно да го продолжи одморот. Меѓутоа и поради јадежот обавезно даваме таблети, антихистаминици. Не препорачуваме локални антихистаминици, бидејќи може да предизвикаат сензибилизација. Значи таблетки кои што ги даваме и за други типови алергија, кои што посебно го смируваат јадежот и обично за ден-два пациентот многу подобро се чувствува. Меѓутоа имаме и така наречена превенција. Обично ги консултираме тие пациенти кои што се жалат дека секоја година го имаат овој проблем. За овие пациенти следи секој пат една добра едукација како да постигне тоа во медицина да го викаме skin hardening или зацврстување на кожата. Целта е да се добие нели една основа на кожата со цел таа кожа потоа да има подобра толеранција од штетните влијанија на ултравиолетовото зрачење. Тоа значи дека обично таа превенција би требало да започне неколку недели па и месеци пред летото. Да замине, да, како што рековме претходно, значи треба да биде постепено изложувањето на сонце и постепено продолжување на време трењето, да почне со 50 минути некаде во пролети, тоа постепено да се зголемува, да се создаде основа на кожата. Понатаму секој пат препорачуваме никако да се изложува кога сонцето е најако, кога е највисоко во зенитот, меѓу 10 до 16. Тие препораки во секој случај важат и за сите луѓе. Односно, меѓу 10 и 16 да не се изложува на сонце, да се повлечи во длабока сенка, обавезно во најтоплите сати ако излегува заштитна облека. Тоа важи и за децата. Значи, долги ракави да биде со густа ткаенина, лесна ткаенина, да не може да продре низ облеката. Во секој случај капа, шешир
И постојат специјално формулирани медицински креми со заштитен фактор, кој што треба да биде најмалку 30, но не обични. Велам специјално формулирани, значи медицински тестирани, затоа што тие пред се штитат не само од УВ без раците, туку и од УВА, кој што генерално се предизвикувачи на таа алергија на сонце. Немаат во нив адитиви, најчесто имаат физички филтри, чија што функција е пред се да ја одбие УВ радијацијата, не да ја абсорбира. Значи немаат парфеми, немаат бои, односно нема супстанции кои што би делувале како фотосензибилизатори. И генерално секој пат препорачуваме, има такви комерцијални производи, суплементи кои што делуваат како витамини или антиоксиданси. Улогата нивна е да ги отстранат слободните радикали од кожата, кои што ги создаваат УВ-зраците, а кои што понатаму вршат промени на ДНК-та на кожата и ја прават, да речам, почувствителна на штетното влијание на УВ-зраците. Тие суплементи најчесто се од групата на витамини. Витаминот С е таков антиоксидант, селенот може да биде, витаминот А, бета-каротените практично, ликопените, никотинамидот, витаминот B3. Така да тие постојат како комерцијални производи, ги препорачувам и кај лица кои што имаат алергија на сонце, но кај и оние со претходна историја на кожен карцином. Колку време траат симптомите откако ќе се појават и дали може во текот на летото или да се излекува една алергија, па после известно време да се појави друга со вториот одмор, како тука се постапува? Обично симптомите не траат подолго од 2 до 3 дена. Само со ладни облози, со повлекување од јакото сонце, генерално симптомите се повлекуваат. Во секој случај може и повторно да се повтори доколку пациентот истото го направи, значи она нагло изложување без користење на соодветна заштита. Така. И секако видите има некои ризични групи. Значи тоа се обично наследниот фактор е особено значаен. Значи ако има некој во семејството кој што има алергија на сонце, веројатноста е поголема и друг во семејството да ја има. Секако поосетливи се децата. Осетливи се оние кои што имаат светла боја на кожа, светли очи или по Фицпатрик, кој викаме тип 1 и тип 2 на кожа. Посетливи се оние луѓе кои што имаат некако веќе дерматит, имаат нека анамнеза за алергии, за екземи и така натаму. Во секој случај сонцето не би требало да го сватиме како непријател. Нели, сонцето има и своји бенефити, значи не е само синтеза на витамин D3, тоа е најпознатата, меѓутоа тој делува и на ментално здравје. Меѓутоа, за да се заштитиме од тие штетни негови ефекти, значи пред се алергиите, но и карциногенизата, рековме избегнување на нагло и значи контролирано изложување на сонце. Долги години сте во дерматовенерологијата, што вели вашето искуство, дали последниве години изголемувањето на УВ-зрачењето влијае на алергиите на сонце? Се зголемува ли тој број кај возрастни и кај деца? Секој лето има се поголем и поголем број. Иако морам да нагласам дека тоа што го приметувам, посебно кај помладата генерација, е дека редовно се користи заштитен фактор, дури и во текот на целата година. Така да мислам дека луѓето се едуцирани во значењето на фотозаштитата, што таа значи, и генерално знаат како да се заштитат. Да, се уште луѓето сакаат да имаат убав тен, но гледам дека тоа го прават секој пат контролирано и со добра заштита. Може ли лазерот да направи алергија некаква или она кварцањето популарно по козметичките салони? И колку тука алергиите се исти или комплетно различни? Дали воопшто се појавуваат такво нешто? Солариумите во некои земји се забранети. Кај нас се уште некако комерцијални производи, меѓутоа секој пат солариумот, барем од дерматолошки аспект, е забрана. Значи, постојат студии и Светска здравствена организација има потенцирано дека ако се направи само еден солариум пред 35-та година, ризикот за појава на кожни карциноми во иднина ќе биде зголемен дури за 75%. Така што солариумот има посебни видови на УВ-зрачење, значи кои што се строго контролирани, би требало пред секој солариум да се прави така наречен мет тест или минимална иритемна доза, каде што буквално ќе се процени со колкаво ниво на зрачење ќе се оди.
и генерално тоа како и кај сончањето треба да оди постепено. Генерално алергии не се случуваат. Меѓутоа да, ако има некаков фотосензибилизатор, можно истиот да се активира и да ја направи кожата почувствителна. Така. Кога сме кај алергиите, спомнавме неколку пати заштита, нели, од сонце. Што би им препорачале на родителите, меѓутоа, нели, во однос на нивните деца, меѓутоа и на самите родители, како да се заштитат и што да направат во првиот момент кога ќе се појави вакво нешто, бидејќи, нели, кога е мало бебе, посебно во прашање, сите некако трчаме, бараме помош од дерматовенеролог. Што се треба да се направи за да се ублажат симптомите? Кажавме, нели, дека треба да се тргне од сонце. Значи да, рековме најпрво децата не би требало да ги изложуваме на сонце, или треба да се изложат во оној период пред 10 часот, односно поручек после 16-17 часот и генерално кај најмалите препорачуваме да се носи заштитна облека. Тоа што е обавезно да се препорача е дека треба да се користи заштитен фактор кој што треба да биде специјално формулиран, има и педиатриски такви креми кои што се медицински тестирани, значи треба да биде назначено дека и за најмали, да има соодветни филтри кои што најдобро е да бидат физички, рековме. Доколку се случи тоа, да, би требало да се прекине изложувањето на сонце. За најмалите постојат одредени лосиони или кремчиња кои што не мора да содржат кортикостероиди, но противвоспалителни природни препарати кои што ќе го смират исипот и чешањето и во секој случај може да се аплицира некаков сируп, односно кај повозрасните и таблета антихистаминик за да се смири исипот. Кај повозрасните може да се препорачаат сепак и локални кортикостероидни креми во еден краток курс од 2 до 3, можеби 5 дена максимум. Така. Ако тоа продолжи, би требало сепак да се консултира дерматолог. Така, меѓутоа изложувањето на сонце е забрането барем во првите неколку денови. Сега, после. Да. И за крај еве една порака, времето ни е кратко, до сите кои што доправа одат на летување, бидејќи како што спомнав и на почетокот, летувањето е на самиот почеток. Некои одат во јуни, нели, кога увезрачењето е помало, меѓутоа што понатаму во текот на летото. Како што рековме, барем за алергиите, индексот не е толку значаен, да нема нагло излажување, тоа да биде постепено, да биде со постепено продолжување на време траењето, да биде стандардно до 11 сати и после поручек и обавезно ставање на заштитен фактор. Така, и хидрирање, нели? Добра хидратација. Така. Да. Ви благодарам, доктор Бришковска, за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Следете го нашето веб издание и секако читајте го весникот Слободен печат. Ви благодарам за вниманието.